Вработените во Еврокомпозит го одложија протестот кој беше најавен за утре пред влада. Од кабинетот на вице-премиерот Анѓушев им било најавено дека тој ќе оствари средба со нив во четврток. Од синдикатот на оваа државна компанија пак најавија дека доколку на таа средба не бидат реализирани нивните барања за да се забрза процесот за технолошки вишок на околу 130 вработени. Тие ќе останале повторно во Скопје со шатори на Илинденска. Инаку вице-премиерот Анѓушев вчера изјави дека проблемите во оваа фабрика не биле од денес, туку тие постоеле повеќе години. Анѓушев рече дека откако тие дошле на власт, обезбедиле услови за оваа фабрика да работи. Она што беше предложено на вработените е во потполност исполнето. Сега сме во фаза кога Еврокомпозит, значи преку реструктурирање во стечај, ќе гледаме да му обезбедиме стратешки инвеститори, среќни сме дека такви инвеститори постојат и дека со нив ќе се разговара, меѓутоа тука е потребно да се поведе правна постапка за која што треба време. Но наспроти изјавите на Анѓушев, вработените велат дека во моментов немаат воопшто работа. Немаме скоро никаква работа, немаме здравствено осигурување и крајно неизвестно и дали до 15 ќе земиме плата. Немаме информации дали воопшто нешто се работи околу технолошкиот вишок, околу продажбата на фирмата и неисплатените придонеси. Еврокомпозит моментално е без струја, поради неплатен долг од околу 100.000 евра. Анѓушев посочи дека струјата не била плаќана со години, но вработените повторно го демантираат ова и велат дека долгот кон Евана го направило претходното раководство поставено од оваа власт.